Членството во Европската Унија значело најквалитетни вакцини и министерот Филипче се вклучи во така наречената од ЗАЕВ информативна предреферендумска пропаганда. Ги споменува и децата и здравството, една од најболните теми за родителската јавност. И помалку контрадикторна, ако се знае дека медицинските власти ги критикуваат скептиците, од ИБДЛ се противат на вакцинирањето. Значи ли ова оти министерот признава дека актуелните вакцини се неквалитетни? Како оваа теза на Филипче е директно епилог од зачленувањето во ЕУ. Нема ниту бројка, ниту статистика за доказ. Напротив, личи на класично предизборно ветување, иако власта вети само информирање во периодот пред гласањето. А министерот е само еден од последните класично изборни ветувања. Пред него СДСМ преку видео пораки од рурални средини и нивни функционери ги убедува земјоделците дека ќе им се решат сите проблеми со членството во Унијата. Членството во Европската Унија носи огромни придобивки, особено за нашиот струмичкиот крај познат по земјоделието. Со членство во Европската Унија значително ќе се зголемат фондовите за македонските земјоделци. Тоа значи повеќе европски пари за субвенции, за механизација, за повисок приход, подобар пласман со подобри цени. Сиромаштијата и невработеноста ќе ги снимало како со магично стапче. Веќе ја добивме поканата. Ајде, заедно да обезбедиме Македонија 30-та членка на НАТО. Социјалците ќе имале подобар живот. Членството во Европската Унија носи подобар животен стандард, повеќе пари, поголеми фондови, инвестиции, вработувања, економски раст и развој. Но се кажуваат и невистини, како на пример онаа дека членството во ЕУ ќе значело пристап до пазарот 500 милиони жители, иако пазарот со Унијата е отворен и сега. Членството во Европската Унија е пристап до пазар до 500 милиони жители, пристап до европско образование, европско здравство за сите граѓани на Република Македонија. Популизам како во предизборна програма. Се губили референдумот во предизборната кампања, која требаше да биде информативна. Ако се суди според владината солуција, референдумот евентуално неуспешен да се игнорира, а работата да се заврши во собрание, тогаш и оваа типична предизборна, а не референдумска кампања е разбирлива. Не сме да си дозволи рестрикции,